Денеска Советот на СОНК одржуваше редовна седница на која што беа поканети и трите ресорни министри, тоа се министерот за труд и социјална политика, господја Царовска, министерот за образование и наука, господја Дечковска и министерот за култура, господин Аладјозовски. На денешната седница беа присутни министерот за труд и социјална политика и заменик министерот за култура. Меѓутоа, за жал, од Министерството за образование немавме присутни нити министерот, нити овластени од Министерството, односно од министерот. На денешната седница на Советот на СОНК се дискутираше за актуелните состојби во дејностите кои што ги покрива СОНК. Тоа значи во дејноста детска заштита, во дејноста образование и во дејноста култура. Особено се обрна внимание од страна на Синдикатот за образование, наука и култура настанатите последни случувања во дејноста детска заштита околу воведувањето на втората смена во детските градинки, како и нашето укажување до ресорните министри за намалување на степенот на социјален диалог и партнерство помеѓу два социјални партнери. Наше тврдење и укажување е дека социјалниот диалог и партнерство помеѓу релевантни социјални партнери, тоа значи релевантни синдикати или репрезентативни синдикати, како што е СОНК и ресорните министерства, се под очекувањето, се на многу ниско ниво и за таа цел кажуваме дека социјалното партнерство и диалог треба да биде на највисоко ниво, онака како што е предвидено со закон, колективни договори, меѓународни договори и така натака. Исто така се отвори прашањето околу воведување на минималната плата, што тоа би значило во однос на платите во јавниот сектор, односно што тоа би значило со платите кои што се регулирани со колективен договор. Апелираме до Министерството за труд и социјална политика да направи уште еден напор да минималната плата помине по процедура онака како што треба, да се донесе на економско-социјален совет, да се разгледа можноста за утврдување на минималната плата со предлог тој што е утврден и изедначување, односно усогласување со платите во јавниот сектор по колективните договори. Секако расправавме околу сигурноста на работните места на работниците кои што ги покрива СОНК, секаде онамо каде што се предвидуваат реформи, особено во образованието, каде што се наговестуваат скратување на наставни предмети и наставни часови, воопште да не се разговара или преговара или договара со релевантниот партнер, тоа е Синдикатот за образование, наука и култура, многу внимателно, затоа што СОНК нема да дозволи намалување на ниту едно работно место или останување на работа на ниту еден работник. И на крајот, како што и споменавме, во однос на воведување на втората смена, цениме дека навистина предлогот на владата на Република Македонија за воведување на втора смена е избрзан, без разлика на тоа што ние сметаме дека е тој добра идеја за воведување втора смена, меѓутоа од аспект на синдикат ние не можеме да дозволиме без соодветен број на извршители за прва, а сега евентуално и за втора смена, да се воведува втора смена, каде што се плашиме дека ќе се зголеми и бројот на работни часови кои што воспитувачите и негователите ќе ги извршуваат спротивно на Закон за детска заштита и колективниот договор. Секако тоа ќе повлече и други последици, евентуално зголемување и така големиот број на деца во детските групи, да бројот уште биде поголем и така натака, што може да предизвика многу сериозни последици во однос на крајот на криштата и на безбедноста на децата, бидејќи тешко ќе може да се работи со толку дечиња. Имаме уведување од ресорното министерство, односно од Министерката за труд и социјална политика и од Министерството за култура, дека сите отворени прашања кои што се поставени денеска, дека во наредниот период сериозно ќе бидат поставени на маса помеѓу социјалните партнери, тоа се
Министерството за труд и социјална политика, Министерството за култура со Синдикатот за образование, наука и култура и дека ќе разговараме и преговараме по сите отворени прашања.